Hristos raždaec ja slavite, Hristos nebesja štite, Hristos na zemi возnosите сја. По 16-ти пат во Прилеп во организација на неформалната хуманитарна организација Свети Никодим Тисмански и Прилепски, која што функционира во состав на црквата Свето Благовештение, се одржа хуманитарна акција за големиот христијански празник Божик. Вечерва се пакуваа пакетите со храна и хемиски средства, кои што утре ќе им бидат поделени на околу 140 социјално загрозени семејства. Околу 2 недели во 4 најголеми прилепски цркви стоја кутии за донации каде граѓаните донираа пари, а потоа со нив се купија намирници за овие хуманитарни пакети. Последњаја од деви во плоштеному безсемено Христу Богу возопим, вознеси. Јас сум благодарен пред се на Бога што сме дел од една ваква акција, од едно вакво семејство. Благодарен сум на сите кои донираат и не поддржуваат во акција. Значи, не станува збор само за црквата како црква, за ние кои сме вработени од црква за свештениците, него во вакви акции треба сите заеднички да учествуваме. Хуманитарната организација само е, како да кажам, еден мал поттик, една информација е споделува преку црквата, преку оваа акција, за да сватиме дека нешто хуманитарно се случува. Треба да бидеме самите свесни, нашата свест да проработи, да знаеме дека треба баш на овие големи два празници, зборувам за Великден и за Божик, да им подадеме рака на сиромашните, на оние кои што не се способни за тој ден едноставно да ја постават трпезата така да биде скромна, но да имаат некаква трпеза. Треба да бидеме свесни, не треба да чекаме некој да не повика на некаква акција, него ние самите да се испулиме околу себе, да видиме некоја трошна куќа, некој кој што е болен, некој кој што не може да заработи за живот, да му подадеме на тој ден во тие пости, да речем, великденските, божичните, да направиме едно добро дело. Ангела, мир подавају што послале си нам, тем Бого разумија, к свету наставаше сја, од ношти утренујуште. Од година во година бројот на оние кои што донирале постојано растел, но за жал двојно се зголемувал бројот на оние кои што имаат потреба од ваква помош. Вакви акции во прилепските цркви се прават два пати, за Великден и сега за Божик, но на социјално загрозените семејства им се помагало преку целата година. Нашава црква во Благовештение има една кутија која што собира парични средства преку цела година е поставена и тие парични средства нормално настрана од овие две акции кои ги правиме се користат за донирање на семејства кои имаат потреба од операција, имаат потреба се случило некаков пожар, па помош финансиска. Значи обично ги користиме тие парични средства за такви намени. И нормално дека и ние самите учествуваме со наш прилог, секој колку што може да оддели од своите средства, пуштаме во тие каси и собираме преку целата година. Значи, многу пати дел од овие семејства, кога да се случи да имат некаква треба во црквата, дали имале венчавка или крштевка или не де Божи погреб, значи ние секогаш сме тука излегуваме во пресвет, значи не се наплаќаат треби на овие семејства. Црквата е она која што треба да не спои, да не состави во едно вакво нешто. Ако не е црквата, јас мислам дека и ако не беше ова хуманитарна организација, многу малце ќе имаше вакви организации и вакви дела во овие 16 години. Сепак, фала му на Бога, аз викам уште една што не удостои да сме дел од едно вакво семејство, од една ваква акција и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме со ова темпо и дека ќе бидеме секогаш тука за оние кои сме им најмногу потребни во ваквите моменти. Чуда престествена го росодате. Вечерва се направи околу 140 на пакети, од кои што 100 ќе бидат поделени во Прилеп, а останатите во прилепските села. Исто така на 20 на лица кои што живеат сами, им се даваат парични средства да се испазарат потребни намирници од најблиската продавница. Пакетите бесплатно до домовите на социјално загрозените семејства ги доставува една такси компанија од Прилеп.